Во врска со барањето претеничката група на ВМРО-ДПМН за некакво се извинување кон еден од членовите на анкетната комисија, сакам да ви известам дека нити на крај памет ми паѓа, нити имам било каква намера на било кого од нив за било што да се извинувам, бидејќи сметам дека конкретната пратеничка е задолжена за прајање и реметење на редот на работата на анкетната комисија од страна на пратеничката група. Вие сте како новинари кои што секојдневно присуствувате на седниците на анкетната комисија, сте сведоци на константните незини дофрлања кон председателот со квалификации кои што се недолични за јавност, така што едноставно господјата заслужи да добие коментар после 3 или 4 недели секојдневни дофрлање и навреди на председателот на анкетната комисија. Повторувам, на крај памет не ми паѓа на таков лик да се извинам. Не ме извадио такт, свесен беше коментарот, заслужен, од една страна на луѓе кои што се долги години во парламентот, вклучително и господјата која што името не сакам да го споменам веќе, треба да знаат дека на седница на комисија, на седница на парламент може да зборуваат во моментот кога ќе побарат збор и кога тој збор ќе им биде даден од страна на председателот. Не можам јас да сносам одговорност за нечие поведение или невоспитување домашно, затоа што одлучил или добил улога да го ремети редот и работата на анкетната комисија и да дофрла цело време без да побара збор. Во момент кога побарува збор било кој од членовите на комисијата од моја страна, му е даван тој збор. Јас не можам да ја спречам нити господјата што е задолжена за реметење на работата на анкетната комисија да довикува од место. Тоа е резултат на домашно воспитување, односно невоспитување. Македонската јавност заслужуваше да добие одговор за прислушкуваните разговори објавени во бомбите во проектот Вистината за Македонија. Анкетната комисија е формирана токму за да се утврди политичката одговорност на носителите на државни функции поврзани со објавените прислушкувани разговори. На таков тип на прашања очигледно дека ВМРО-ДПМН и Никола Груевски не сакаат да се слушне јавниот одговор и одбиваат да одговорат. Значи, и вчера имавме ситуација каде што премиерот одби да одговори на прашања од бомбите. Таков беше текот на седницата. Тој свој срам сакаат да го направат со реметење на редот на работата на анкетната комисија и со затварање на седниците кога веќе нема каде да избегаат. Од моја страна досега не е употребен недоличен збор. Не можам да ви кажам за кои прашања, она што е веројатно интересно за јавноста, сите прашања поврзани со бомбите, одби да ги одговори. Не одговори на сите прашања и делот, значи не смеам да изнесувам премногу детали од таа седница, само ви кажувам дека прашањата кои што беа поврзани со содржината на бомбите не беа одговорени. Она што јас го видов е изјава од специјалната јавна обвинителка дадена за медиумите, заради мојот ангажман во текот на вчерашниот ден до доцна вечер и утро во анкетната комисија. Немам информации дали таков тип на барање е доставен до Социјалдемократскиот сојуз официјално. Во секој случај ние имаме и како партија законска обврска да одговориме на тоа барање на специјалната обвинителка. Значи, политичкиот интерес на ВМРО-ДПМН и Никола Груевски е да не се слушне во јавноста
нивните размислувања за содржината на објавените разговори и на бомбите. Од тие причини прават се во форма на недоаѓање, реметење на работата или затварање на седниците, да вистината не допре до граѓаните на Македонија. Може ли едно техничко прашање се јави? Бидејќи Смајловски залетен доаѓа на сведочи и со тоа се исцрпува првата серија сведоци што имате предложено и двете партии. Што ќе следи натаму? Има нови сведоци? Ке има нови листи, согласно деловникот треба да достават нови листи противничките групи кои што се заинтересирани. Јас и вчера најавив дека Социјалдемократскиот сојуз за свој прв сведок ќе го повика председателот на СДСМ Зоран Заев, кој што својот исказ ќе го даде јавно. За разлика од некои други кои што имаат што да кријат и токму заради тоа ги бараат затворените седници, као Никола Груевски на пример. Очекувам дека и Зоран Ставлевски, бидејќи има што да сокрие, ќе бара затворена седница. На новите листи ќе повторно може да се предложат ставите? Може до 3 пати. Повелите. Тоа ќе можам да ви го кажам кога ќе го дадеме завршниот извештај. За мој вкус, меѓутоа верувам и за вкусот на стандардите кои што се светски, не можам да дадам до сега преодна оценка за работата на анкетната комисија од ниједна друга причина, бидејќи еден од главните актери на аферата за прислушкувањето, премиерот Никола Груевски, одби да даде изјава пред јавност. Се извинувам? Да, мислам дека одговорив на тоа прашање. А кои ќе бидат листите во моментот кога ќе ги доставиме, ќе бидат достапни до јавноста.